во четврток со почеток во 12 часот како председател на Комисијата за економски прашања закажав јавна расправа во врска со ефектите од примената на Законот за минерални суровини врз животната средина и економијата. Имајќи ја во предвид загриженоста на граѓаните од Југоисточна Македонија кои масовно излегоа на 6 референдуми во изминатиот период, ние како пратеници имаме обврска да отвориме јавна дебата за овој проблем и да најдеме соодветно решение кое ќе обезбеди баланс помеѓу економскиот развој и заштитата на животната средина. Имено, едно од овие решенија веќе во понеделник ќе се најде на дневен ред на пленарна седница, односно предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини, подготвен од пратениците од ДОМ, Лилјана Поповска и Маја Морачанин, а поддржан исто така и од пратениците Мери Лазарова, Ивана Туферџик, Кетис Милеска, Ирена Стефовска, Горан Милевски, Павле Богоевски, Сашо Атанасов и Диме Велковски. Целта на измените е да се забрани користењето на цијаниди, сулфурна киселина и други опасни супстанции во текот на геолошките истражувања, експлоатацијата и преработката на минералните суровини во рударството заради заштита на животната средина и здравието на вработените и локалното население. Според нас, Македонија демнат опасности од рудниците кои веќе добиле концесии како Иловица и Казандол, но и од најавените 80 рудници за кои во моментов завршува периодот на геолошки истражувања, пошто очекуваме најголем број од нив да побараат концесии за експлоатација на 30 години. Европскиот парламент има донесено 2 резолуции за забрана на користење на цијаниди во рударството во 2010 и во 2017 година, но секоја земја носи сама своја регулатива. Целосна забрана има веќе во Германија, Унгарија, Чешка, Турција, Аргентина и во неколку држави во САД. Во оние држави од ЕУ каде што нема вакви забрани, има строга законска регулатива која ги обесхрабрува инвеститорите да користат вакви хемикалии. Од друга страна, менаџментот на постојните рудници во Македонија мене лично ми изрази сериозна загриженост од ваквите измени за иднината на рударскиот сектор во Македонија. Од тие причини, независно што сум еден од подписниците на овие предлог законски измени, се одлучив да закажам јавна расправа, која ќе ни помогне да го донесеме недоброто решение за економскиот развој на државата, но во исто време да ја зачуваме животната средина на идните генерации. На овој начин на едно место ќе можеме да ја слушнеме стручната фела, професори од трите универзитети во Македонија кои што имаат вакви насоки, Скопскиот, Штипскиот и Битолскиот, но и засегнати страни, представници на рудниците, менаџментот на тие рудници најави присуство и невладиниот сектор. Значи, досега потврдија учество, како што кажав, менаџерите на неголемите рудници во државата, градоначалниците од засегнатите региони, невладиниот сектор и експертската јавност, која што морам да признам е поделена во своите мислења. Се надевам дека посилните аргументи кои што ќе се изнесат на оваа јавна расправа ќе преовладаат и пратениците ќе ја донесат најдобрата одлука. Ви благодарам. Дали во Борис Трајковски? Да, во Борис Трајковски. Дали има некои прашања поврзани со темата? Да. Не, ако имат за темата да... Пошто за истата тема и колешката Мери Лазарова ќе после мене, така да ако... Добро, повели. Сега, агентот од Пресан Францис Недели даваше изјава за Комисијата за избори и именувања. Пратениците од ДУИ предлагале и обистериот член што е активен во оваа комисија, значи од Агентот од Пресан, да го заменат со член од ДУИ, освај се пратеник од ДУИ. Дали да вас се прифатли во ова комисиите, да бидат сите комисии, да бидат во мнозинство власт? И јас не сум член на Комисијата за избори и именувања, само што заврши ова од вас го слушам, но според мене мнозинството треба да има контрола во сите комисии во Собранието на Република Македонија, да не се доведеме во да го блокираме Собранието. Ако е така законски, сега сум изненаден од прашањето, ако по деловникот треба мнозинство да има опозицијата, се разбира дека тоа треба да му се возможи. Не сум во тек за се само што завршила комисијата, така да не би можел конкретно да ви дадам одговор. Как имате координација за тоа дали ќе има амандмани за закон за вашата координаторот не е тоа, изјава? Нашите амандмани се спремни, како што знаете, ние поднесовме амандмани претходниот пат. Амандманите согласно законот може да се доставуваат до сабота.
ВМРО ДПМН најави дека ќе поднесат законски амандмани на законот. Нашите се спремни, дали ќе ги поднесеме или не, остануваме на проценка на пратеничката група, која што до сабота треба да ја донесеме. Во овој момент немаме одлука дали истите нормално, да. Па сметаме дека со тие амандмани суштински ќе го промениме, ќе го подобриме текстот, така да затоа ги сменавме. Не е нешто сменато за да ние предлагаме некои нови амандмани, така да ако донесиме политичка одлука дека ќе ги поднесиме, истите имаме време до сабота, односно до утре ќе донесиме таква одлука, тие се спремни, само ќе ги доставиме. Па колку што знам неофицијално се уште ги припремаат, колку што ќе стигнат да направат, толку и ќе поднесат.